Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Мудрост Сирахова, 44 глава. Пофалба на предците. А сега да ги прославиме славните луѓе и предците на нашиот род. Многу славни дела Господ објави преку нив во своето величие од века. Тие се првенците во своите царства и мажи по својата сила прочуени. Тие давале мудри совети и пророштво објавувале. Тие управувале со луѓето, ги советувале и ги учеле на дело книжно. Мудри биле нивните зборови и учењето нивно. Некои од нив милозвучни напеви и песни пишувале. Некои од нив богати и силни биле, живееле мирно во своите домови. Сите биле почитувани во своите племиња и во времето додека живееле славни биле. Меѓу нив има и такви што по себе име си оставиле, за да разгласува за нивната слава, а за други и спомен нема. Исчезнале како никогаш да не постоеле, како никогаш да не биле, а така исто и нивните деца по нив. Но тоа биле луѓе побожни, чии праведни дела не се забораваат. Во потомството нивно живее добро наследство. Потомците нивни се во заветите. Ќе остане потомството нивно и децата нивни поради нив. Потомството нивно ќе живее довека и нивната слава нема да се загуби. Во мир се погребани нивните тела, а имињата нивни во поколенијата ќе живеат. За нивната мудрост народите ќе раскажуваат и црквата нив ќе ги прославува. Енох на Господа му угодил и на небо беше однесен. Тој е образец за покаяние за сите поколенија. Ное се представи како совршен праведник, во времето на гневот обновител стана. Затоа за време на потопот остаток на земјата стана. Завет вечен со него е направен. Од потоп ништо живо веќе да не загине. Аврам е големиот татко на многу народи. По слава нема сличен на него. Тој го запази законот на Севишниот и со него во завет беше. Тој заветот на телото свое го утврди и во искушенијата верен се покажа. Затоа Господ со заклетва му вети дека сите народи во потомството негово ќе ги благослови. Му вети дека ќе го умножи како правот на земјата, дека потомството негово како звездите ќе го издигне и дека на потомците негови ќе им даде наследство до море и од реката до крајот на земјата. И на Исак, заради татко му Аврам, тој го потврди својот благослов за сите луѓе и заветот, а тој застана и врз главата на Јаков. Тој штедро го награди со своите благослови и му ја даде земјата во наследство. Ја раздели на делови и во наследство му ја даде за 12 племиња. И од него произлезе човекот на милоста, кој придоби љубов од секое суштество. Мудрост Сирахова, 45 глава. Мојсей, сакан од Бога и од луѓето, чиј спомен е благословен. По слава со ангелите го израмни, го направи со дела силен за страф на непријателите. По неговиот збор чуда стануваа, пред лицето на цареви тој го прославувал. Преку него на народот заповеди му дал и славата своја му ја покажал. За неговата верност и кротост го освети меѓу сите луѓе за себе го избра. Го удостои гласот негов да го слуша. Во магла го воведе и лице в лице му ги даде заповедите. Законот на животите и знаењето, за да го научи Јакова на заветот и Израел на неговите заповеди. Тој го возвиши Арон, по светост личен на неговиот брат Мојсей, од коленото Левиево. Со него вечен завет склучи и му даде на народот свештенство. Со особен благослов го украси,
Со појас на слава го препаша, го облече во прекрасна облека, го украси со ретки украси, во долна облека, во хитон и ефод. Го обкружи со многу златни калинки и со многу звончиња, кога оди милозвично да звонат, така што звонењето да се слуша во светилиштето како помена на синовите од неговиот народ. Го облече во света облека од злато, пурпурна волна и од препреден висон, дело на вешти мајстори, целата извезена и градник со урим и тумим, со црвена ткаенина, дело на вешт мајстор, со скапоцени камења, изрезани како печат, во златен опков, работа на каменорезец, изрезани за спомен на имињата според бројот на израилевите племиња. На неговиот кидар, златен венец, знак на светињата, слава на достоинство, украс прекрасен, дело на вешти мајстори, радост за очите. Пред него немал такви никогаш никој, кој не припаѓал на неговото племе, не се облекувал така, туку така се облекувале само синовите негови и потомците негови за секогаш. Тие принесува жртви, секој ден спалувани, секој ден по 2 пати. Мојсей му ја дал свештеничката власт во неговите раце и го помазал со свето масло. Тој е вечниот завет се додека стојат небесата, да му служат на Бога заедно и свештеник негов да биде, да го благословува народот во името на Господа. Него Господ го избра меѓу сите живи, за да му принесува жртви, кадиво и пријатни мириси, за спомен и за очистување на неговиот народ. Тој му ги даде заповедите и судската власт. Јакова да го учи на откровенијата и Израел на неговиот закон. Против него се подигнаа туѓинци и му позавидоа. Кога беа во пустината, луѓето кои што кон Датан и Авирам се придружија како избирштината на Кореј, во жестокост и гнев. Господ го виде тоа и се разгневи, и тие изгина од силата на неговиот гнев. Над нив тој чудо направи, ги изгоре со пламенот на огнот свој. Така е зголеми славата Аронова, му ги даде во наследство негово, му ги додели правините од плодовите, пред се во изобилство леп за храна им даде, зашто тие јадат од жртвите на Господа, а ова му го дозволи само на него и на потомството негово. Но не му даде да има наследство од земјата на народот, не му даде дел меѓу народот, зашто тој самиот е негов дел и негово наследство. Исто така и Финес, Елеазеровиот син, трет е по слава, зашто ревносен бил во страхопочита кон Господа. Кога народот отпаднал, тој постојан бил, со душа смел, стоел со чиста душа. Го умилостивил Господа спрема Израел, затоа со него бил направен завет за мир, да биде раководител на светилиштето и на својот народ, но на него и на потомството да му остане достоинството свештеничко за сите времења. Како што според заветот со Давид, синот на Јесе, на коленото Јудино, царското достоинство преминало од татко на син, така и наследството на свештеништвото му пропаѓало на Арон и на потомството негово. Господ да ви даде мудрост во нашите срца справедливо на народот да му судиме, за да не се загуби богатството негово и славата негова да остане на неговите потомци. Мудрост Сирахова, 46 глава. Храбар јунак во борбите беше Исус, Навиновиот син и во пророштвата наследник на Мојсей. Според своето големо име тој се покажа како голем избавител на Божите избраници, одмаздувајќи им се на востанатите непријатели, и така Израел да го воведе во наследството негово. Колку се прослави кога рацете своји ги издигна и кога мечот свој кон градовите го пружи. Кој бил некогаш како него, тој борби Господови водел.
Не застанало ли сонцето од раката негова и од еден ден не станаа ли два? Севишниот Бог тој го повика, кога од сите страни непријатели го беа обкружиле, и Господ гласот негов го послуша. Град како камење пушти од небото врз непријателите и ги порази противниците по падините на планината. За да го познаат незнабожците оружјето негово, дека борбата се одвивала пред Господа. Тој самоодел по сесилниот. И во деновите на Мојсеј добро дело направи, тој и Калев. Јефунеовиот син, кога им се противставија на разбунтуваните, народот го задржа од гнев и ги смирија гласовите на побуната. Од 600.000 што патуваа, само тие двајца беа спасени, за да го воведат народот во ветената земја, таму каде што тече мед и млеко. И му даде Господ на Калев сила, која што до старост остана во него, за да се искачи на височините земји кои што се наследство на неговото племе, за да видат сите синови израелски дека е добро по Господа да се оди. Така и судиите, секој според своето име, чии срца верни на Господа беа и од Бога не отстапуваа, споменот за нив благословен нека биде. Коските нивни да се расцутат од гробот, славата на нивното име нека премине на нивните синови, за нивно прославување. Миленикот Господов, Самуил, негов пророк, основа царство и за народот свој цареви му помаза. Според законот на Господ, тој му судеше на народот, и Господ го посети Јаков. По својата вера беше вистински пророк, а според она што говореше, вистински предвидуваше. Кога народот од секаде беше притиснат, кон Бога во неволјата своја повика и младо јагнена жртва принесе. Тогаш Господ од небо силно заграми и во силната бучава се слушна гласот негов. Ги погуби водачите тирски и сите кнезови филистејски. Пред него да се пресели во вечниот покој. Тој посведочи пред Господа и пред неговиот помазаник. Од никого имот не сум зел, дури ни обични обувки. И никој не го обвини. И по својата смрт пророкуваше, на царот крајот негов му го објави. И во пророкувањето од земјата гласот свој го подигна, за да го отстрани беззаконието во народот. Елиезер.